Јас сум Живко Јанев. Во нашето училиште можете да ги изучите најблагородните професии поврзани со техниката и сообраќајот. Одлуката што ќе ја донесете представува столб за градење на животната кариера што може да започне токму овде. Во овој прекрасен храм на знаењето од сообраќајната струка се изучуваат следните профили: техничар за транспорт и шпедиција и машиновозач за дизел и електрични влечни возила. Јас се одлучив за машиновозач за дизел и електрични влечни возила. Нашето училиште е единствено училиште во Република Македонија каде што се изучува овој профил. Многу ученици се запишуваат во оние профили, иако не покажуваат посебен интерес за нив. Поточно ги изучуваат под притисок, заборавајќи дека изборот на професијата е мощно важен, затоа што ќе ви овозможи да го живеете својот сон. Само на тој начин се доаѓа до вистинскиот врв во сопствениот живот. Доколку областа која се изучува не е во согласност со интересите на ученикот, во тој случај животот може да тргне во некоја погрешна насока. Јас одлучив да го живеам својот сон и ја избрав професијата наречена пругите што живот значат. Добар ден. Добар ден. Како сте? Во образовниот профил машиновоза за дизел и електрични влечни возила се изучуваат следните предмети: македонски јазик, англиски јазик, математика, информатика, историја на Македонија, ликовна уметност и музичка култура од групата на општообразовните предмети. И следниве стручни предмети: организација на железничкиот сообраќај, влече на возови, железнички станици и пруги со стабилни постројки на електровлеча, безбедност во железничкиот сообраќај, технологија на ракување и складирање со товар, електрични уреди и опрема, основи на сообраќај и транспорт и многу други предмети. Мој омилен предмет е организација на железнички сообраќај, бидејќи тој треба да не поучи како се изнаоѓаат решенијата во секој проблем со кој може да се соочиме при работењето во железничкиот сообраќај. Овој предмет е воедно темелот на кој се гради железничкиот сообраќај. Во него се изучуваат сигнализацијата, правилата, прописите, се согледуваат различните решенија и се решаваат проблемите и што е најважно од се, ученикот секогаш треба да има свое мислење за посочениот проблем и да понуди соодветно решение. Еден од стручните предмети за профилот машиновозач е организација на железнички сообраќај, преку кој ученикот се стекнува со основни познавања за улогата на сообраќајната служба, ги идентификува службените и работните места, ги опишува видовите на возови, начинот на нивното формирање, ги препознава сигналите и нивните сигнални знаци, сигналите на возовите, возопридружниот и станичниот персонал, опишува начинот и постапките при маневрирање и толкова постапките за безбедноста на кочење на возовите, ја пресметува кочната маса, ги набројува должностите на машиновозачот и го опишува кочењето на железничките возила и така натаму. Машиновозач е службено лице кое е задолжено за управување со влечните возила, кој треба да има одредена стручна и челична подготовка, да ги познава прописите, правилниците и упатствата, според кои се извршува железничкиот сообраќај, а воедно и да се грижи за влечното возило што му е доделено. Машиновозач е една од најблагородните професии во светот, кои го сочинуваат транспортниот крвоток на една држава. Оваа професија е значаен сегмент од транспортниот систем на државата и има поеднаква важна улога како крвотокот во човековиот организам. Кога се здобивте со љубовта за правење макети? Што се однесува до правењето на макети, тоа не можам да кажам дали е тешко или лесно, затоа што за да се направи било ваква макета, потребно е пред се да се има љубов кон оваа професија, нели? Освен тоа што ги правите макетите, можете ли да ни го опишете начинот на кој ги одржувате овие макети?
Па пред се треба да се одржуваат шините да бидат во исправна состојба, потоа треба да бидат влечените и влечените средства исто така во исправна состојба, што значи дека треба редовно да се подмачкуваат, редовно да се контролираат нивните контакти за одзимање на напонот од шините. Треба правилно да се користат контролните пултови кои што се поставени за командување со оваа макета, да се чисти од прашина и така. Освен тоа што изработувате макети, која е вашата професија? Мојата професија е машиновозач, значи од преголема љубов кон железницата. Јас покрај со тоа што се занимавам со макетарство и благодарение на оваа изработена макета која што е гледана овде, јас успеав уредно да завршам во средното училиште Владо Тасевски за машиновозач и уедно и се вработи во македонски железници и како машиновозач можам само да кажам дека ве очекуваме вас, помладите генерации, да не наследите и да ја продолжите работата онака како што ние ја работевме дури подобро. Значи ќе се видиме на пругите што живо значат. Апсолутно се надевам. Денес образованието не направи вешти во соочувањето и во обработката на многу информации. Не способни да размислуваме и да комуницираме на глобално ниво и да бидеме способни самостојно да го организираме учењето. Сообраќајот најчесто го споредуваат со крвотокот. Главните патишта со артериите, а главните железнички пруги со скелетот на човековото тело. Сите сме учесници во сообраќајот. Но кога се работи за негово организирање, тука е потребна стручност и сериозен пристап. За извршување на оваа значајна дејност потребни се соодветни стручно способени лица со завршено соодветно образование во некој образовен профил од сообраќајната струка. Сообраќајната струка во образовниот систем на Република Македонија учествува со 4 годишни образовни профили, и тоа техничар за транспорт и шпедиција, техничар за логистика и осигурување, техничар за патен сообраќај и машиновозач за електро и дизел влечни возила. Сите овие образовни профили се релативно нови и се воведени на барање како резултат на поверувањата на стопанството, а благодарение на ангажманот на наставниците од средните стручни сообраќајни училишта и Центарот за стручно образование и обука, кој редовно ги следи барањата на пазарот на трудот со цел согласување на барањата на стопанството и социјалните партнери и средното стручно образование. Би сакала да напоменам дека образовниот профил машиновозач за дизел и електрични влечни возила за прв пат е воведен во учебната 2010-2011 година само во средното училиште на град Скопје Владо Тасевски и профилот техничар за логистика и осигурување кој за прв пат е воведен во 2013-2014 година само во училиштето Асоц Боро Петрушевски. Освен во овие две училишта, сообраќајната струка е застапена уште и во градовите Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Богданци, Струмица и Кочани. Од учебната 2013-2014 година се воведе нов реформиран образовен профил ракувач со машини за пренос на материјали со 3-годишно траење, благодарение на твининг проектот поддршка за модернизација на системот за образование и обука. Овој образовен профил им овозможува на учениците побрзо да го завршат средното образование и побрзо да се вклучат на пазарот на трудот. Покрај овие образовни профили, во сообраќајната струка постојат уште многу други кои за жал не се активни. Сообраќајната струка ја изучуваат подеднакво и момчиња и девојчиња, бидејќи природата на работата со која ќе се занимаваат по завршување на средното стручно образование, подеднакво одговара и подеднакво добро може да ја извршуваат и машките и женските. Освен во образовниот профил машиновозач за дизел и електрични влечни возила, каде во нашите средни стручни училишта по традиција се запишуваат само момчиња, но ако сакаме да се вклучиме во светските трендови, тогаш и девојчињата би требало да размислат како свое идно занимање да го одберат токму ова занимање. За да биде успешен во својата работа, машиновозачот за дизел и електрични влечни возила треба да има изострени сетила за вид и слух, нормално функционирање на нервниот систем, но и да знае како работат машините, да се снаоѓа во просторот, да има чувство за ориентација, да размислува брзо, да има чувство за точност, одговорност, организација и вешто да се справува со броевите. Тоа е дигел моторен газ.
Практичната настава се реализира на повеќе начини, со изработка на турноси за патување на учениците на одделни делници и со изработка на распоред за визуелна работа по одделни оделенија во транспортното предпријатие. Разбирањето на начинот на работата на машините и опремата ни овозможува да осознаеме како работат машините и опремата, потоа да ги осознаеме принципите на механиката за решавање на теоретските и практичните проблеми, да сватиме како да се користи алатот или како да се решат проблемите и дефектите на машините или пак уредот. Првиот воз од Солун пристигнал во Скопје на 9 август 1873 година. Со тоа се реализирале дел од проектираните цели на турските власти за поврзување на Истанбул со Виена. Пристигнал возот наречен Желба. Од тогаш железничкиот сообраќај станува се пософистициран. Со овој образовен профил, просперитетот на младите се ограничува, бидејќи со оваа училишна подготовка ние не можеме да работиме само како машиновозачи, управувајќи со железничките влечни возила во границите на Република Македонија. Македонски железници транспорт е единствената компанија во Република Македонија каде што овие образовни профили може да се вработуваат кога ќе го завршат своето образование. Специфично е образованието на машиновозачи и по својата работа, но и по законските прописи кои владеат во Република Македонија. И истите треба да се почитуваат. Македонски железници транспорт ги следи кадрите кои се обучуваат во училиштето и секојдневно е во контакт со училиштето, односно учениците кои учат во ова училиште својата практична работа, односно практичниот дел од образованието го обавуваат во Македонски железници транспорт и ние континуирано го следиме тој процес. Воедно, кога тие би завршиле, односно кога би завршиле своето образование, после исполнувањето на законските обврски кои се пропишани во законите во Република Македонија во поглед за вработувањето на вакви кадри, односно постанувањето на машиновозач, Македонски железници транспорт понатаму би требало ги вклучува во својот процес, односно овие кадри му даваат дополнителна обука која трае определен рок, после што истите кандидати се полагаат стручен испит, односно испити за добивање на лиценца и сертификат. После тоа може да постанат машиновозачи и да обувуваат оваа специфична професија која не може секој кандидат и да ја обавува. Добар ден, добар ден. Изопита метра 712 101 за 643. Телефон, ключеви. Да. Некои поправки машина. Се бъде пристигна, поправки нема пријавен, девен преглед е извршен, имало книга таму. Ајде. Да. Соголовски има нешто имаме работа. Значи на прогата Скопје Кичево. да ја подпишуваме. За нашиот денешен гост немаме ништо, никаква наредба. Пријатно, убав ден. Хвала. Убав ден денеска. Ќе се погоди за возење. Ете е изваден една двор. Како што ни треба. Да.
Два мотори по колку коња се на оваа гарнитура или не? Сите се исти? 350. По 350. Да. Добре. На локомотивата нема, на челото на возот нема значајни оштетувања. Во добра состојба е, рефлекторот е добар. Осветлувањето потребно за челото на возот е добро, има и бели и црвени светилки. Што се однесува до плачилото, добро е, вентил има. Добре. Добре. Масло во моторот има, во рете. Да видиме бункери за песок. Добре. Во рете. Втичниците се добри, одбојната опрема е добра, влечната опрема е супер. Мевовите се во добра состојба, не се скинати. Во рете. Цел овој визуелен преглед на локомотивата пред тргнување е извршен под будното и остро око на машиновозачот. Одиме внатре. Добре, локомотивата супер. Ќе направиме овдека визуелен преглед на електронската опрема. Добре. во возот. Паркирната кочница е вклучена. Боковите се добри. Еве ова. Значи да нема некој Добре. така мирисна изгорена, некоја Нема. жица видливо откачена. И вака визуелен преглед на инструментите што ќе ни покажат отпосле кога ќе ја запалиме. Значи што треба друго да направиме во кабината? Брзиномерот сато треба Да, треба да се сведе. навитка да биде дотеран точното време на сато. Вечно за ладење на дизел моторот имаме антифриз и имаме масло во системот за ладење. Да. Сега од кога проверивме све што ни требаше. Бош клуч повели. Бош клучот ставиме. Значи контакт дадовме. Добре. А сега е да тргнеме. Прегледувачот е должен да ја изврши соодветната проба на кочници, пропишана во упатството за кочење, со што ќе се потврди исправноста на уредите за сопирање, а по утврдувањето се потпишува во патниот лист како доказ за извршената проба на кочниците. Отправникот има задача да ја подготви целосната документација потребна за сообраќање на возот, да изврши негова отпрема и да го следи неговото движење во меѓустаничното растојание. Значи, пропратните исправи за возот ни се тука. Патниот лист е главна пропратна исправа и налозите. Денес имаме налог, него е бавно возење, Во ред. значи сигналниот знак. Сигналниот знак покажува ограничена брзина, очекувај слободно или внимателно. Правец лисиче и дозволена е отпрема без отпремање на отправник, односно без скревање на сигнална рачка од страна на отправникот на возови. Максимална брзина преку свртници 40 км на час. Така е. Задача на кондуктерот е да ги извршува работите поврзани со безбедноста на сообраќајот, како што се
давање сигнален знак подготвено за тргнување, прегледување на возните билети, а во случај на дефекти да го заштити возот од само задвижување. Соработката меѓу машиновозачот и кондукторот мора да биде постојана и добра. Тие треба да се договараат за тргнувањето на возовите, од стојалиштата и од одделните станици. Да комуницираат во врска со состојбата на патниците во возот, да го следат движењето на возот и на вратите кои мора да бидат постојано затворени. Луѓето се разликуваат по тоа што ги интересира, но и по тоа што можат и што умеат да прават и во што се успешни. Некои одлично се снаоѓаат со бројките, а некои се вешти со рацете. Сигурно дека секој сака да го избере занимањето што најмногу му одговара, за да му причинува задоволство и да има и успех во идната работа. А успехот во извршувањето на различните работи зависи пред се од способностите. Во Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски се застапени следниве струки: сообраќајна струка, електро и машинска струка. Сообраќајната струка има долга традиција во нашето училиште и е застапена со два образовни профили: техничар за транспорт и шпедиција и машиновозач за дизел и електрични влечни возила. Ние сме единственото средно стручно училиште во Република Македонија кое образува кадри што се подготвени да се вклучат во извршувањето на работните задачи во Македонски железници. Секако дека големо значење за тоа има и фактот што нашите ученици кои се обучуваат за машиновозачи на дизел и електрични влечни возила, часовите по практична настава ги изведуваат во Македонски железници, АД Транспорт, работејќи на конкретни задачи и утврдувајќи го знаењето стекнато на часовите по теоретска настава во реални работни околности. На тој начин Македонски железници добиваат кадар што е подготвен директно да се распореди на извршување на потребните задачи. Искрено се надеваме дека во иднина ќе се надминат помалку ограничените и застарени сваќања дека ова е типично машка професија и дека таа ќе стане избор и на девојчињата кои го завршуваат основното образование, со што ќе станеме дел од светот каде што жените ги извршуваат овие задачи подеднакво успешно како мажите. Со завршувањето на овој профил, учениците може да се определат за полагање завршен испит или пак државна матура. Ако го положат она што го избрале, се стекнуваат со соодветната диплома. Оние кои што ќе положат државна матура имаат можност да продолжат со образованието на некој од факултетите, но сепак сообраќајниот е најмеродавен за надградба на овој профил.